Жртвите на семејно и родово базирано насилство се недоволно заштитени. Системот за заштита не е доволно развиен, а бројките на жртви и сторители останува на загрижувачко ниво. Ова е констатирано во ревизијата на тема имплементација на Истанбулската конвенција. Македонија ја потпиша конвенцијата во 2011 и ја ратификуваше во 2017. Следната година е донесен акциски план со 52 активности предвидени до 2023 година. Од нив во целост реализирани се 22. 20 не се реализирани, а останатите делумно. По 23-та година нема донесена нова национална стратегија за спречување и заштита од насилство, ниту пак се усвоени сите подзаконски акти предвидени во Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, утврдиле ревизорите. Бројот на засолништа и советувалишта за жртвите не одговара на стандардите на конвенцијата. Нерамномерна е и територијалната распределба. Во југоисточниот и североисточниот регион нема ниту едно легло во засолништата на центрите за социјални работи. Согласно бројот на жители во државата треба да има 184 легла во засолништа. Воспоставени се само 67, 37%, од кои 48 се од центрите за социјални работи, а 19 од невладиниот сектор. Во однос на советувалишта потребни се 19, а воспоставени се 11. Дури и тие засолништа што ги има и се користеле, голем дел веќе не се во функција, открива ревизијата низ фотографии, а дел немаат соодветна опрема, простор или кадар. Во извештајот на ДЗР е нотирано дека во февруари 2023 кривичниот законник беше усогласен со Истанбулската конвенција. Остануваат предизвици како недоволно вклучување на граѓанскиот сектор, недоволна криминализација на психичкото насилство и фактот што гонењето за телесна повреда се уште се врши по предлог на жртвата, што ја нарушува ефикасноста на заштитата и го намалува објективното гонење на сторителите поради влијанието и притисокот врз жртвите. Според податоците на центрите за социјални работи, од 2020 до 2023 година евидентирани биле вкупно 6282 нови жртви на семејно насилство, со благ пораст низ годините. Според податоците на МВР, од 2018 до 2023 регистрирани се 6423 сторители на семејно насилство, од кои 91% се мажи. Од 6663 жртви, 75% се жени.